Генерално злодевните политички беседи понекогаш поради контрадикторниот наратив на говорникот добиваат интересна специфика за нивните обсерватори. Негацијата на општо прифатените норми пропаѓа од самиот старт, бидејќи тој што ги прокламира, лично и персонално во континуитет, се држи до нив. Македонија е уморна од состаноци на политичари во вратоврски на кои што не се носат никакви одлуки, туку само се парадира. Тој чин на наводен став, а всушност негово постојано отсуство се огледа и во користењето формулации од кои на никаков начин не може прецизно да се изведе заклучок за односот кон нештата. Еднаш тие се контекстираат на еден, а во следниот момент веќе им се дава сосема различно значење. Еве нека не е нацистичко-фашистичкиот соработник антимакедонецот Ванчо Михајлов. Кога бил Иван Михајлов на чело на организацијата, тој не бил соработник нацистички и фашистички. Желбата да се биде толкувач на минатото сепак претпоставува одредени предзнаење на кои особено треба да се внимава кога се предводи организација чија грижа за нив е од највисоко значење. Исклучително важно е да се има барем увид во регистарот на големите, особено ако некој од нив и не поминале лошо. За ликвидацијата и голготите на Ченто, Петре Пирузе, Панко Брашнаров, Михајло Апостолски. Тоа што славниот генерал не и припаѓа на низот е едно, но сосема друго и елементарно е при одредување на некаков редослед да се имаат предвид реалните и измислените ликови. Оти вистинско изненадување представува фактот дека меѓу бисерите на македонското дело може да се измолкне фиктивниот војвода на Драган Белогордич. Ниту тој квинслинг, ниту оваа квинслиншка влада од нашата колективна меморија, од нашите срца, ќе избрише улогата, ликот и делото на Даме, на Гоце, на Питу, на Хаџарсов. Без оглед на импресиите од сенки над Балканот и карактерната улога на Тони Михајловски, тоа сепак не значи дека не треба да се внимава да не се измешаат вистината и филмот, како што не треба да се очекува ниту да не им се знаат имињата на хероите, а впечатокот дека се работи за обичен лапсус го демантира повторувањето на делото. И сега да речеме, вие имате имиња на Емануел Чушков, да речеме, кој што ако вие немате историско познавање, ќе имате дилема кој бил Емануел Чушков, така? И на крајот, лица со такво презиме не памети македонската историографија, но барем постои свест за тоа што е минимум потребно да поседува не само лидерот на организацијата, туку општо секој водач на народот. Човек што се занимава со политика мора да има елементарно познавање на историјата. Сега јас водам политичка партија која што се повикува на континуитет, а не го познавам тој континуитет, би изгледал слабашно, би изгледал слабо и нема луѓето да го препознаат тоа кај мене. И сега да речеме, вие имате имиња на Емануел Чушков, да речеме, кој што ако вие немате историско познавање, ќе имате дилема кој бил Емануел Чушков, така? Ако историјата е клучниот проблем за некој да биде нотиран како лидер, тогаш за среќа тој е решлив. Оти ниту таа не може да се препрочитува, ако претходно барем нешто не се прочита.